денес околу 20.000 криптовалути. Криптовалути и понатака ќе излага доста и понатака ќе пропаѓа доста. Затоа што треба да се види, како што реков, кога правиме анализа, гледаме одржливоста, технологијата, иновацијата, тие работи се многу битни да се видат. Значи, ако погледнете вие денес топ 50 листа на криптовалути, според маркет капитализација, вие ќе видите дека инвеститорите, поголемиот дел од нив во криптоиндустријата, буквално не се едуцирани. Замислете, ние имаме меме токени во 50, топ 50. Меме токени не презентира никаква вредност. Тие се шпекулативно средство. Јас тоа и многу конкретно го пишувам зависат само од купување и продавање. Ако ги купуваат, вредат, така не. Од шпекулација, да, како што рековме пред малку, со твитување, од тоа зависат. Но меѓутоа, кога ќе најдете добар проект што има иновација, што има соодветна технологија, затоа што пред се морам да прецизирам. Криптовалутите презентираат, повеќето криптовалути, не сите, презентираат одреден проект. И со тој проект, тоа е склоп на технологија и на економија. Затоа што тие во своите токени имаат одредена економија. Како што имаат централните банки одредена монетарна политика за фиат валутите, така секоја криптовалута има своја економија за своите токени. Така да кога ги гледаме овие работи, ако се следат како што треба со адекватна едукација, тогаш сигурен сум дека успехот е неминовен.